Почитувани гледачи, наш гостин во Слободен печат е лидерот на Алијанса за албанците, доктор Арвен Таравари. Добар ден, господине Таравари. Добар ден, ви благодарам за покана. Благодарам што гостувате. Ја разбранувавте политичката јавност со последното интервју, кое остана некако недоречено, па добро е да разјасниме. Околу тоа дали се враќате, дали давате ишерет за враќање во владата или не. Се враќате или не? Значи, ако се преведе и ако се гледа емисијата е на албански јазик во една национална телевизија во Македонија, на прашањето на новинарот 4-5 пати кажувам дека не сме заинтересирани воопшто да бидеме дел од оваа влада. На повторно прашање, ако евентуално се случат промени, ако има уставни промени, јас сум кажал дека да, со нов политички договор, тоа значи да има нови избори, па да има нов политички договор. Овој политички договор, оваа програма на оваа влада си тече. Ние бевме таму и излеговме таму. И е парадоксално да размислуваш и да зборуваш дека би се вратил во таа влада. Значи, категорично кажувам дека воопшто не сме заинтересирани да бидеме дел од оваа влада која што според мене е еден расштимани оркестар, влада без визија, без јасни цели, бидејќи како влен, кога влеговме во оваа влада, имавме договор од 4 точки. Прва точка беше евроинтеграција. Евроинтеграциите на Македонија, ако се споредуваме со 2024 година, и сега сме многу подалеку од колку што бевме. И јас не гледам визија кај премиерот или да речам да каже дека за 6 месеци, за 1 година, за 2 години која е стратегијата. Можеби и стратегијата не се кажува јавно. Меѓутоа со било кого да збориш кој што разбира од надворешна политика, ние само јазот помеѓу Бугарија и Македонија само зараснува. Само е подлабок и потежок за да се изнајде решение, нели? До пред неколку месеци беше оправдување дека во Бугарија нема стабилна влада. И точно така беше. Меѓутоа сега во Бугарија има стабилна влада. Значи евроинтеграциите беа прва точка. Апсолутно. Втора точка беше економскиот развој на државата. Ете имаме економски развој, трети, четврти. Видете, јас не знам дали на вистина тоа го мислат представниците на владата кога кажуваат одредени министри или тоа им е само пиар стратегија за да луѓето кои што не разбираат ништо да размислат дека на вистина е така. И трета точка беше борба против корупција и криминал. И таму нема ништо. Ама баш ништо. И четврто беше фискална децентрализација. Не дека не се зборува за фискална децентрализација. Туку повеќе се централизираат. Дури сега проектите за општините ги прегледува и им дава зелено светло Министерството за транспорт и врски. Така да ниедна од овие 4 точки воопшто, ама баш воопшто, ние кога бевме во влен, па и сега кога продолжија како влен, ништо од тоа, да речам, не се реализира. И не случајно, Љубиша, за македонската публика повеќе, видите, 6 министри бевме на 23 јуни 2024 година. Јас, Фатмир Лимани и Арбен Фетај, веќе половина од министрите не се дел од таа влада. И велат, ние не сме влен. Значи, сите тројца ние велиме дека не сме влен. Не сме дел од таа гарнитура на која што помогнавме, и тоа многу помогнавме, да добие 107.000 гласови и да има кредибилитет и да биде, речам, представник на албанците во владата. Сега дури имате министри кои што 2024 страна беа од спротивната страна, од Европскиот фронт. Мислам на албанските партии, блокови. Така воопшто не сме заинтересирани и воопшто не сме разговарале, ниту не интересира, во моментот не интересира да ја организираме партијата и да се подготвуваме за следните избори, било да се предвремени или редовни. Господине Таравари, проблемот, добро, тие се влада, веројатно функционираат како влада,
Меѓутоа знаеме каков е составот, дека тоа е еден конгломерат од интереси, партии и така натаму. Самата Влен фактички не е единствена, скоро се обединија. За вас беше или е се уште проблем во владата Влен или ВМРО ДПМН? Ако може да ги раздвоите. Нашите... Бидејќи таму има и албански интереси, македонски и заеднички, се разбира. Јас повеќе пати сум кажал во повеќе медиуми и кога беше актуелна оваа тема, кога излегувавме од владата, тоа беше околу почеток на мај минатата година, дека генерално ние имавме проблеми со Влен внатре. И кога имате конгломерат, вие кажавте, значи 5-6 разни партии кои што се собрале, јас ја велам веќе не е тоа партија, тоа е акционерско друштво Влен. 5-6 партии. И имаш македонска политичка партија која е пресилна, со 58 пратеници, и кога ќе ви види дека вие внатре вриете, нормално ве игнорира и ве маргинализира. И тоа се случуваше. Јас и на премиерот сум му кажал, ако планиравте вака да го третирате албанскиот партнер, тогаш подобро ќе беше Дуи да ја земете внатре во владата и да ја уништите тотално. Оти вака може да ја уништите, вака како го третирате Влен во владата. Значи проблемите за Алијансата за албанците беа прво, пред да влеземе ние беа Лен, 3 партии. Беса практична алтернатива и Беса, тоа е една партија и Зетмеджити. Дојдовме и ние, Влен, зборувам за предизбори 2024 година, и тоа беше веќе, како да речем, катализирање на еден процес кој што избувна кај албанците со една кауза која што беше на Алијанса на албанците, промени. Промените можеа само ние да го направиме кои што бевме опозиција. 10 години кои што сме деривати на ДПА. Не може Изет Меджити да каже дека јас сум промена за Али Ахмети. Може да каже дека само е континуитет на Али Ахмети. Не може Билал Касами, кој што бил државен секретар од ДУИ, повеќе години функционер на ДУИ, да каже ние сме промената за Али Ахмети. Тие може да бидат само континуитет и не случајно ја велев дека имаме ДУИ и деривати на ДУИ. Господин Тавари, сепак и вашето политичко делување е изложено на критики и од јавност и од партиите. На некој начин постојано влегувавте и излегувавте од партии, од здруженија. Не од партии, не. Од Алијанса ја расцепивте Алијанса за албанците, па влеговте со Влен, па излеговте од Влен. Уште со СДСМ не сте биле. Како успевате да балансирате и како идеолошки се позиционирате сега? Дали сте во фронтот или не сте во фронт? Дали сте опозиција, дали власт не сте сигурно, но како нагледачи и на вашите подржувачи ќе му објасните каде сте на политичката сцена? Видете, генерално велат дека сте нестабилен политичар кој што не брзо менува ситуации и позиции. Љубиша, знаете што, брзо менува кога по секоја цена сака да влезе во власт, тогаш може да се рече дека брзо менува страни. 2024 година ние како Алијанса за албанците бевме во владата. Нели? Со СДСМ и со ДУИ. Да. Бевме во владата. Да. Тогаш јас како председател на партија излегов од владата. Излегов. Зошто? За да донесеме промена кај албанскиот блок. И се вклучивме на Влен. Значи, излеговме од влада, отидовме во опозиција. Ја разбирам дека некој влегува во влада, меѓутоа излегуваш. И тоа, знаеш како е? Тешко е за членството. Е директор, е министер, има одредена позиција, се надева на некое вработување, се надева да му се заврши некаква работа и вие излегувате. И нормално, тогаш си погоден од власта. И имаше секакви наративи, секакви обвинувања и се што кога излегов од владата. Излеговме како Алијанса за албанците. Јас бев председател на партија, си слушнал во сетот некој председател на партија да ја скрши или да ја преполови партијата? Нема. Господинот Села одлучи да остане со господинот Ахмети. И јас сум многу горд што 2024 излеговме од владата и ДУИ отиде во опозиција. И требаше тоа. На албанците
на Македонија, на државата и требаше Дуи да оди во опозиција и да се реформира и многу сум среќен што веќе Дуи полека почнува да менува, да се менува. А сега сте близок до Дуи или не сте? Не, имаме екви дистанца, нормално опозиција сме и ние и тие во одредени општини заедно ги раководиме тие општини. Мислам само формално. Сега 2025 година. И за лично за мене ќе беше најдобро министер бев, нели? Да си останам тука, да си продолжам. Ама ништо не завршуваме, ами имаме војна внатре во Влен. Издржи се, седи си министер и ќе ме рече стабилен политичар. Издржува, ово е супер. Што одлучив? Одлучив и тоа беше тешко, видете. Партија која што 20 години ДПА, па Алијанса е продолжеток на ДПА. Да им кажеш министри излегувајте, одиме. Заменици министри, директори, тргнете се тргнуваме, излегуваме. И ако е ова, да речам, алармираш како политичар, ти имаш обврска да алармираш дека нешто не функционира. Влен ќе се распадне. Кога ќе се распадне, сите ќе разберат дека е нефункционална структура, неодржлива структура. Меѓутоа, тоа да го кажеш една година, 2 години пред да се случи тоа, мислам дека инстинктот и интуицијата на политичарот е многу битен да каже на време дека нешто не функционира. Но ви забележува дека можеби не сте биле задоволен од односите во Влен, сте очекувале повеќе да добиете од што сте добиле би било понудено и на локалните генерално. Дали е тоа? И тоа е, меѓутоа и тоа како ВМРО се однесуваше генерално према Влен. И двете работи се, не ги кријам. Меѓутоа, во Влен беше тотална обструкција. Сите три партии, видете, и анкетите тогаш покажуваа од сите 4-5 партии што бевме во Влен, Алијанса беше сама колку сите три. Да ги збирот на рейтингот на сите три беше помала отколку Алијанса. И нормално е дека бараш да имаш поддршка и одредени позиции повеќе за да влијаеш во политиките. Ако се игнорираш и се маргинализираш, што бараш така? Добро, ама не дека само добивте можеби принципиелно како позиција, ама изгубивте пратеници, изгубивте директори, изгубивте членство, можеби. Ме интересира како сте сега позиционирани. Излегувањето и разочарувањата се големи. Излегувањето секако ја тоа не го негирам, секако дека. А се спремаме за избори. Тешко е да излезеш од владаот и има луѓе кои што велат еднаш е директор, дали ќе имам уште една шанса да бидам директор или министер или заменик министер. Меѓутоа успеавме да преживееме и каков притисок на пример и од владеачката структура на ВМРО да помине. Им се јавува на директорите, на одредени луѓе, ќе уништиме Алијанса, не останувајте таму, вратете се во Влен, останете во Влен, што беше страшен притисок. А да не зборувам за медиуми, Гебелсова пропаганда на ВМРО ДПМН, тоа е јасно. Значи, 1000 повторени лаги станува вистина. Контрола на повеќе медиуми, пуштање на лажни вести и одржување на тие вести со цел да се дискредитира одредена особа или структура. И во тоа успеваа, тоа е очигледно. Ама на почетоците бевте блиски со, или беше и Мицковски близок со вас, најмногу полагаше на вас. Бевме блиски, не дека бевме блиски. И дури како министер имавте извештаи дека добро работите, дека имавте пофални зборови за министерството, за кои што ги водите. Љубиша, и по анкетите Министерството за здравство котираше најдобро од сите. Најдобро од сите котираше. После да не зборам за резултатите во Министерството за здравство. Да не зборувам за Кочани. Значи, од 200 луѓе што се спасија во Кочани, само 4 или 5 починаа после тоа. Тоа е огромен успех. Сега задоволни сте од вашите министри што останаа во владата, како работат? Па нема више, наши министри нема више од Алијанса за албанците. Ако за здравство. Видете, министерот за здравство, сега ако зборам нешто лошо, ќе дојде како за така лично. Мислам дека нема некакви успеси, нема визија. Генерално владата нема визија за здравство. Нема воопшто визија што сакаат да направат. Јас често кажувам за 10 месеци, еве ќе ви кажам резултати. 600 специјализанти вработив. Позитивна листа ставивме 9 лекови после 15 години. Колективен договор со работниците во здравството направивме
и капитација, постои 10-15 години колективен договор, и капитација за матичните доктори стоматолози направивме да се покачи за околу 30%. Тоа оди на конто на ВМРО сега. Без разлика, Министерството за здравство ги иницираше. Значи, позитивна листа беше иницијатива моја, лична, наша, мислам, во Министерството. Специјализантите беше апсолутно моја иницијатива. Значи, со премиерот зборев и побарав поддршка, нормално добив поддршка за тоа и го истеравме. 600 луѓе кои што приватно специјализира, сега ги пополнуваат празните месеци по болниците кај што недостасуваат. Сега нема сестри, сега се соединуваат таму сектори. Видете, ова е катастрофа да се затвори одел имунологија во клиниката за детски болести, тоа е, да не речам више, очајно изгледа од надвор. Катастрофално изгледа. Немоќно. Што е најлошо, после повеќе години имало повеќе министри. Секој си имал некаква визија. Актуелно, ако ги прашате кај е здравството после 3, 5 и 10 години, ние почнавме со идејата, се сеќавате, економски директори не треба. Спојување на клинички центар. 3 поголеми клинички центри за дисперзација на здравствените услуги. Оваа беше нашата визија. Почнавме спојување, почнавме стратегија да направиме, значи клинички да се здружи во еден центар, да не бидат повеќе клиники. И Тетово, Штип, Битола и Скопје да бидат дисперзирани клинички центри кои што ќе функционират и ќе ги форсираме со кадар да има подобар, делумно и да се помогне од клиниките во Скопје, за полека да не доаѓаат сите пациенти од секаде во Скопје. Туку да имаме 4 центри низ Македонија. И стратегија се подготвуваше паралелно за здравството за 10 години. Ако ги прашате денеска, што е стратегијата? Кај е здравството во Македонија после 2 години? На ова претходно интервју од кое што произлезе идејата и шпекулацијата дека оставате отворен простор за влез во владата, имаше коментари Мицковски, тој не остана должен и беше циничен, како што знае, го спомна Ѓоко Construction, дека тоа може би е причината зашто вие напуштив од владата. Видете, кажа дека било прекинато договорот. Не беше склучен, немаше договор. Значи, не беше подпишан договор со Ѓоко. Не беше подпишан. Ако мисли за паркинзите господинот Мицковски, во владата сите изгласавме да се даде под концесија паркингот на клинички центар. Не јас. Јас го дадов предлогот. Владата ја изгласа. Визибилитет најдов во Министерството. Не го напишав јас. Од Филипче беше месечен. Визибилитет најдов, направивме оглас. Во владата донесовме, слушам, за 20 години концесија. Имаше, значи, кога одобривме концесија, беше додека се изгради новиот клинички центар. Јас сум сигурен дека Македонија за 7-8 години ќе има нов клинички центар. На старо место, на ново место? На ново место, со британскиот кредит, ја мислам дека една од проектите е нов клинички центар. Мислам. И за 6-7 години, значи концесијата не беше за 20 години, слушам, Таравари го дава. За 6-7 години се пријави една фирма и јас не го испратив тоа во влада. Го прекинав, воопшто не го потпишав, го поништив. Значи, за да се прекине некаков договор, треба да има склучено нешто за да прекинеш. Значи, воопшто не го ни потпишав, го поништив. Нешто околу актуелни сега случувања во Собрание, има турбуленција, особено во фронтот. Не можам да кажам кај Влен, гледам дека нема. Вашите позиции околу малиот Бадентер, околу новиот закон за правична застапеност, веќе станува една формирање на идеолошка база меѓу албанците. Тоа е добро, лошо, како вие гледате на овие прашања? Видете, ова се турбулентни геополитички времиња. Може би кои што се случуваат во светот на секои 70-80 години. И ние, за жал, поминуваме после таа тешка транзиција, после распадот на Југославија, веќе поминуваме низ еден многу потежок период за државата и место да имаме сплотеност и заедништво, да речам,
Во државата ние имаме поларизација како никогаш последните 35 години, за жал. Нас ни треба стабилност и кохезивност внатре во државата во овој период. Кој страда највише во овакви геополитички турбуленции? Тие што се најсиромашни и најмали. А ние сме меѓу 50 од вкупно 200 држави, 50 најмали држави во светот, во тие категоризации 200 се вкупно, и по секоја цена треба да се обидуваме да ја одржиме стабилноста и државата да се продолжи да биде во едно елитарно друштво, а тоа е Европската Унија. Европската Унија веќе за Македонија не е елитарно друштво, туку и безбедносен, да речам, безбедносно прашање. А зошто влен не турка оваа идеја? Добро е, тие ветува? ама не ги прашува никој. Любиша, не ги знаеш, не не ги ги знаат прашуват. и јавноста, ама воопшто Ама нема. гласачите албанци им дадоа доверба и заради тоа. На крај на денот тие излегува на избори, Мицковски им помогна со притисок кај што може, за да добијат неколку општини, да рече, еве, добија 9 општини има, 10 општини има, тој овие се фактор. Кај албанците Влен ќе се запамти како Рахман Морина во Косово, уште го спомнуваат Рахман Морина. И таа гарнитура на Влен ќе се запамти, за ништо тие не смеат да речат дека треба Европска Унија. Не ни треба овој закон за здравствено осигурување, не ни треба законот за, например, ваков закон за правична застапеност. Значи, немаат никаков импакт. Во владата е one man show, реално. Мицковски, министрите се колку да има представник од секое министерство. Така да Влен нема никаков удел, ама баш никаков удел во политиките на владата, и мене ми е жал што Македонија не успева да биде кохезивна и стабилна, а не поларизирана во вакви турбулентни времена. Но Таравари, голем број на гласачи дадоа подршка на Влен, тогаш припаѓавте вие, заради тоа да се одлепат од политиките на Дуј, бидејќи беше долго на власт. Ако се сега разочарани во Влен, каде ќе се вратат тие гласови? Повторно во Дуј. Видете, нов политички субјект може да ги абсорбира. Не бе. Бидејќи очигледно ова Влен, како да ви кажам, веројатно албанците не мислат дека корупцијата е решена. Веројатно албанците не мислат дека има економски развој и стандардот им е зголемен. Треба на некој да му веруваат, неќе гласат за ВМРО. Љубиша, мајндсетот на пример се Изет Меджити е пораснат во Дуј. Мајндсетот не може да биде поинаков. Ви гарантирам дека исто размислува како кај што порасна. Јас ви гарантирам, утре, да рече Мицковски, Влен не е во влада. Утре, да рече, Влен веќе не се дел од владата, половина од тоа ќе се замине. А капацитет за да ги прими повише од Алијанса за албанците нема никој. Од тие кои што ќе се откажат од Влен. И ден денешен ние комуницираме со повеќе луѓе од Влен, кои што се таму за да придобијат, ако можат, вработување или нешто, некаква придобивка за самиот себе си или некого од семејството. Меѓутоа, 10 дена да не се во власт, ќе се преполнат. Добре, не ми одговоривте. Вие сте отприлика идеолошки на линија на фронтот околу овие закони за правична застапеност, околу Малба Идеолошки не, меѓутоа генерално, видите, законот, Љубиша, за правична застапеност е наша иницијатива. Нашиот беше законот, драв верзијата, првичната. Ние го назначивме Арбен Фетаи, за да биде човек кој што ќе разговара со знами со ВМРО ДПМН за законот. Требаше ноември 2024 година да се изгласа. Сега сме 2026 година, дојде на ред да биде во парламентот, во собранието, и тоа верзија која што за жал е катастрофална. Значи не се предвидува. Правичната застапеност воопшто зошто го тргнавме балансерот? Затоа што се злоупотребуваше. Овде уште повеќе со овој закон може да се злоупотребува и нема никаква одговорност за тие луѓе кои што нема да го спроведат. Кога очекувате избори?
за кога се говори се? Оваа година изгледа доцне за Јас годинава. често кажувам, да бидеме искрени, избори може да има кога ќе одлучи ВМРО-ДПМН. 58 пратеници имаат, со знам уште 5-53, значи 63, пардон. Кога ќе одлучат, тогаш ќе има. Ние добиваме информации дека најверојатно избори ќе има следната пролет, најверојатно во април, мај, во тој период. Меѓутоа, повторно ќе зависи од власта. Обично така правеше и Груевски, секој 2-3 години. Ја мислам дека навистина треба овде да има парламентарни избори, време е да има, бидејќи владата очигледно нема никакви резултати и добро би било да оди на избори. Се надевам дека ако се Вие оди... сакате, спремни сте? Апсолутно. Секогаш опозицијата Не, инсистира. дека се вели најдобро да истера цел мандат па потоа. Меѓутоа, 2028 година секако ќе има редовни избори. Значи, од сега за 2 години максимум би имало избори или за 10 месеци минимум. Значи, тука е дали ќе биде за 1 или за 2 години. Знаете дека тоа повторно ќе дојдат притисоци и барања за коалицирање. Дали од ДУИ, дали од некоја македонска партија. Како мислите дека ова влада или може да се намали влијанието или како може Македонија подобро да Видете, за турка напред? албанскиот блок и може да зборам и ги гледам анкетите и го следиме редовно тоа. За македонскиот блок за жал СДС се обидува, меѓутоа се уште не гледам некаква ерупција во СДС, да почнат навистина добро да се развиваат. Нормално за секоја демократија е убаво да има јака опозиција за власт. Вие би се здружиле со некоја од партија? Со ДУИ би оделе во коалиција, со СДС би оделе? Уште начелно немаме некаква Со одлука. села би оделе, со Влен, со некој од Влен? Уште немаме начелно некаква одлука, меѓутоа секогаш ќе одлучуваме тоа што е најдобро за партијата за да се врати така како што треба. Добро, уште нешто очекувате промена во ставот на ВМРО-ДПМН во однос на евроинтеграциите? Ако таму нешто се промени битно на вистина измина во наредниот период, поместило нешто во вашиот став кон неа или за Македонија генерално? Лично за нас само евроинтеграциите ако продолжат, мислам тоа е добро и за државата, тоаш не мора да бидеме дел од владата за да ја поддржиме таа влада. Само да имаме знаци дека навистина наскоро тоа ќе се случи, бидејќи, ви реков, тоа е и за стабилноста, и за сигурноста на државата, и за инвестициите, и за да ни се вратат барем дел од младите кои што веќе се надвор од државата, а и таму не се спокојни, не се снајдени, има потенцијал одреден број на луѓе и да се вратат во Македонија. Почетокот на преговорите и брзото завршување, а јас се надевам дека иако го испуштивме возот заедно со Албанија и со Црна Гора, веќе очигледно е дека Црна Гора идната година ќе ги заврши преговорите и Албанија е последното поглавје го започна, така да Албанија и Црна Гора ако си отидат, ние остануваме во тој Бермудски триаголник, Босна и Херцеговина, Македонија и Србија. Значи, генерално Алијанса за албанците на наредните избори би одела во коалиција со онаа власт која што ќе гарантира барем овие 4 точки што веќе ги... Не 4 точки. Се едно дали тоа ќе биде ВМРО или СДС? Една точка. Битно е Македонија што поскоро да стане полноправна членка на Европска унија. Значи, ова е најбитната работа. Се е друго декор. Нормално, многу е битно економскиот развој, многу е битно правна држава, општините да бидат понезависни. Се е тоа важно. И се е тоа добро, меѓутоа, Европската унија е најбитно од се. Армен Таравари, председател на Алијанса за албанците, гостин во Слободен печат. Благодарам на искажувањето и на овие нови сознанија кои што на граѓаните им ги упатувате, а ќе видиме како ќе се определат. Благодарам за можност.